Претходната влада прифатила национално неморални услови и сега процесот за интеграција во Европската Унија е закочен. Веќе извесен период не знаеме со кого да разговараме, дали со Бугарија или со Европската Унија, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Нашиот став е јасен, само дајте ни еден ден однапред информација и ние ќе стигнеме таму каде што вие ќе кажете и ќе разговараме со кого вие ќе кажете. Но ние не знаеме со кого да разговараме, затоа што од една страна официјална Софија вели ова е проблем меѓу Македонија и Европска Унија, во ред, ние одиме во Брисел да разговараме и они викаат чекај како разговарате без нас. Па ајде ние велиме ајде со Софија да разговараме. Па тие повторно истото го повторуваат како расипана плоча. Така што во суштина ние сме сериозни луѓе, сакаме да разговараме, нас ни треба ден однапред да ни кажат, таму и таму дојдете и ние ќе разговараме. Ако условување повеќе нема, тогаш е лесно. Ако сите европски политичари се едногласни дека нема да има повеќе условувања, тогаш најмалку што можеме ние да добиеме како држава се нови заклучоци во кои што тоа све ќе го ставиме. Затоа што на тој начин ќе се потврди поддршката и ќе се потврди довербата. Мицкоски денеска е категоричен потенцирајќи. Треба сите да знаат дека без ВМРО ДПМН ова работа не бива. Ние може да имаме политички аналфабети кои што на дневна основа артикулираат тема колку да ја држат темата, бидејќи така им рекле, држат темата и мислат дека на тој начин ќе добијат нешто, да ја поларизираат јавноста, но само губат. Ја не знам како него гледат тоа дека само губат и ги нарушуваат позициите на владата. Бидејќи јас кога би бил од страна на бугарската влада, кога гледам дека внатре имам човек кој ги урива позициите на владата, тогаш би си седал мирен и би се радикализирал. Зошто би барал решение? На темата евроинтеграцијски процес денеска Мицкоски ќе има средба со претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта, кој е на балканска турнеја.